Методот суво одлагалиште се смета за една од најзначајните иновации во современото рударство кога станува збор за заштита на еколошките системи. За разлика од традиционалните, така наречените влажни јаловишта кои изгледаат како огромни езера полни со течна кал, вода и опасни материи, кај сувото јаловиште важат поинакви правила. Наместо кал се добива сув материјал сличен на влажен песок или земја кој може лесно и безбедно да се транспортира и складира. Во обемната анализа "Модерна одржливост на рударството, интегрирана рамка за технолошки иновации", објавена во специјализираното научно списание, светските експерти јасно потенцираат дека глобалниот индустријски стандард за управување со јаловината воспоставува строги упатства за безбедност. Во студијата се наведува сувото редење на јаловината и отстранувањето на јаловината во јамата се истражуваат како методи за намалување на ризикот. Во Македонија, компанија која најави дека ќе го имплементира овој најсовремен метод е Euromax Resources, инвеститорот во рудникот за бакар во Иловица. Кон крајот на 2023 година тие испратија писмо до Министерството за животна средина во кое потенцираа дека ќе ги користат засилените мерки за заштита на животната средина. Нашиот проект вклучува создавање на одлагалиште на јаловината со поголема густина со содржина од околу 65% цврсти материи, што е подобрување за разлика од традиционалното одлагалиште на јаловина кое содржи приближно 50% цврсти материи. Во текот на изминативе години, преку примената на суво одлагалиште на јаловината со содржина од околу 90% цврсти материи или 10% вода, се подобри методот на таложење на јаловината. Намалените оперативни трошоци комбинирани со посигурна технологија го направи ова производство да биде изводливо за операции од големи размери, како што и проектот Иловица штука, напиша инвеститорите. Како што истакнуваат од компанијата, со примена на оваа нова технологија ќе се добијат значајни придобивки за локалната заедница, намалување на загубите на вода од рудникот, намалување на вкупниот опфат на одлагалиштето и подобрување на рекултивацијата. Светските експерти заклучуваат како што светот преминува кон обновлива енергија и електрични возила, поборувачката за критични метали како бакар, никел и литиум ќе се зголеми дури 4-кратно до 2040 година. Поради тоа, самата индустрија мора фундаментално да се промени. Како што се додава во студијата, оваа дихотомија е формулирана како улога на рударството во овозможување на транзиција кон чиста енергија, а воедно се осигурува дека самото рударство станува почисто, односно дека зелените минерали се експлоатираат на зелен начин. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.